Во наредните 40 минути имам интервју со председателката на надзорниот одбор на Прокредит банка Јованка Јолеска Поповска и со Емилија Спировска, член на управниот одбор на Прокредит банка. А ги слушнеме во првиот дел. Стадион. Емисија за вашата вистина. Добар ден за Јованка Јолеска Поповска, председател на надзорен одбор на Прокредит банка и Емилија Спировска, член на управен одбор на Прокредит банка. Госпожа Јолеска Поповска, Народната банка ја зголеми каматната стапка на благajničkите записи како превентивен одговор на се повисоките инфлацијски очекувања. Што значи тоа за банките, за граѓаните? Дали затекнувањето на монетарната политика ќе се одрази на каматите на банките? Да, дефинитивно. Реакцијата беше очекувана. Значи, Народната банка како заштитник на или контрола на инфлацијата во државата, дефинитивно една од монетарните мерки е покачување на каматните стапки на блagajničkите записи, а тоа е директен показател или нешто кое го следат банките, што значи целта е намалување на пари во оптек. Со тоа практично банките ќе придонесат кон зголемување на каматните стапки на депозитите. Значи тоа е првата реакција кај во банкарскиот сектор, со што ќе стане постимулативно штедењето и за населението и за фирмите, но истовремено имајќи предвид дека на тој начин стануваат поскапи изворите на финансирање за банките, тие своевремено ќе ги покачат и каматите на кредитите. Така да тоа ќе подразбере од една страна собирање на поголемо штедење во рамките на банкарскиот сектор и дефинитивно во делот на кредитирањето практично ќе стане повисока цената на користењето на кредитите од страна на фирмите и физичките лица. Велиме дека е до некаде очекувано заради тоа што инфлацијата во последните неколку месеци има забрзан раст, која е рефлексија на повеќе причини, меѓу другото и генерално и на светските движења на растот на инфлацијата. Така да, порастот на продуктите, војната во Украина, порастот на енергенсите, на храната, сето тоа влија и на покачување на цените и во западноевропскиот и светскиот ранг. И соодветно и таму од скоро знаеме дека веќе се покачани и федералните резерви на Америка веќе ја покачија каматната стапка. Таа е во моментот 0,7, значи цели 0,5% направија зголемување, а Еуриборот како рефлексија на каматните стапки во Европската унија, како практично исто така доживеа покачување од негде 0,3%. Што значи, она што се случува во Македонија е и рефлексија на глобалните случувања во светот. Кризата почна со короната, преку енергетиката до војната во Украина. Последиците во прогнозите на оваа војна се нарекуваат трета светска економска војна. Како се рефлектира кризата на работењето на банките? Што се случува? Се зголемува штедењето, се купува злато повеќе, луѓето немаат доверба во еврото, во доларот, макар што некои од тие валути растат, некои паѓаат. Се зголемува кредитирањето, потрошувачката, брзите кредити, се зголемува користењето на алтернативните финансиски извори. Дали се менува структурата на вашето работење и воопшто работењето на банките? Да, нормално е во такви кризни моменти, ова сето што го спомнавме, нешто кое што е буквално има огромни размери на ефекти на не само на нашата економија, него и на светската економија. Како во Македонија населението или фирмите реагираат, првата реакција, особено на страната на штедачите, во еден момент беше повлекување на депозитните влогови во одреден процент. Практично тоа се види и во првиот квартал на годинава. Само денар или било што? Од почетокот беше било што, со тоа што депозитната база на населението, да, се намали некој незначителни 1%, меѓутоа беше сепак намалување. И тоа е некоја прва рефлексија на оние кои што се најбрзо реагираат на паниката, на несигурноста.
Тоа беше едната реакција. Втората реакција беше на конвертирање на денарските депозити во евро, во странска валута, во очекување нели на повторно некакви непотребни додадени дискусии дека можно е да се случи нешто со стабилноста на денарот. Впрочем, сведоци сме во повеќе децении наназад дека тоа е првата реакција, при тоа ништо не се случува, бидејќи денарот сепак е на некој начин е фиксен и Народната банка, една од основните постулати на Народна банка е заштита на стабилноста на денарот. Така да тоа е некој прв ефект и нормален и очекуван, меѓутоа тоа не значеше ништо драматично во однос на стабилноста на депозитната база во банкарскиот сектор. Затоа велам, некој 1% намалување беше. Она што се забележува сега, еве април, мај, полека повторно депозитите се враќаат во банкарскиот сектор. Да, се уште има депозитари кои што сметаат, затоа што каматните стапки се уште на доста ниско ниво, сметаат дека можеби им е поповолно да истите ги инвестираат во недвижности, во други да речеме средства надвор од банкарскиот сектор. Меѓутоа, покачувањето на каматата на благајничките записи, на претходно што го говоревме, ќе влијае на позитивно зголемување на каматите на депозитите. Така да, повторно тоа ќе биде позитивен стимулус за да депозитите и некои кои излегле или се чуваат дома, повторно се вратат во банкарскиот сектор. Тоа е една тенденција што се однесува до физичките лица и штедачите. Меѓутоа, нешто паралелно што се случуваше во доменот на фирмите, значи правните лица, таму исто така во првиот квартал на годината во цел банкарски сектор депозитната база на фирмите падна за 6%. Значи сериозно повисоко од падот на депозитните штедења на физичките лица. Ќе кажеме зошто. Заради тоа што таму не е принципот на тоа дека тие се плашат или не знам што паѓаат на некакви дезинформации, туку таму движењата се поинакви од аспект на тоа што фирмите во услови на нестабилно економско обкружување, на сериозно покачени цени на енергенси, на нафта, на сите продукти кои што се увезуваат во државата, од една страна. Од друга страна, фактот што веќе во процесот на годините на корона настана сериозни прекини во процесот на добавувачи, во процесот на транспорт и така натаму, кое доведуваше до поместување на роковите на добивање на увезената роба, ги притисна фирмите да се што имаат слободна ликвидност, ги ангажираат средствата во набавка на роба. Така да ако типично не само психолошки, меѓутоа и практично, ако типично нели порачувале да речеме 3 до 4 пати годишно, сега, заради поместување на цените, за да фатат, да речем, пониска цена во очекување на покачување на цените. Од една страна, од друга страна, заради рокот на испорака што е продолжен, значи многу поголеми количини порачуваат за да се обезбедат со роба и по цена која утре ќе можат и да ја продадат и да остварат. Да. Така да тоа подразбира од една страна трошење на целата слободна ликвидност, но од друга страна прашавте во контекст на банката промената. Кај нас точно таа промена се забележа. Оние кои не користат кредити ја повлекоа таа слободна ликвидност за да набават роба. Да, во еден момент кој ќе продадат, таа ќе се врати. Но во моментот тоа е првиот ефект. И второто, со оглед на тоа што нашата банка се занимава со поддршка на мали и средни предпријатија, нас тоа ни е главниот бизнис, значи до некаде и ја следиме и ја носиме судбината на малите и средни предпријатија. Дефинитивно почувствувавме дека има многу поголема побарувачка за краткорочни кредити за ликвидност. Повторно во контекст на одговор на настанатата криза. Плаќање набавки, плаќање на покачени цени на електрична енергија. Да. Па дури видете и трошоците за работна сила исто така, тенденциите последно време, минимална плата просечна, така да и трошоците тука се сериозно зголемени и повлекуваат нели неопходна повисока ликвидност. Во контекст на овие промени, дали се зголеми побарувачката за кредити стамбени, например, затоа што порасна максимално цените на становите по квадрат, може би тоа е психологија, може би нема доволна понуда, а побарувачката расте. Дали и тука се чувствуваат промени, затоа што
Имаше една изјава, не да го споменам, Илон Маск, он е некој светски авангарден гуру, вели, и многу луѓе, особено младите, го слушаат, вели во криза најдобро е да се вложат парите во недвижност. Дали тоа се почувствува како побарувачки кај вас? Да, се почувствува. Не е нешто драматично повисоко, меѓутоа, како што ви кажав, некој дел од штедачите решија дека сепак е полукративно или побезбедно да ги инвестираат парите во недвижност и во станови, наместо да ги чуваат како депозити со пониски каматни стапки, така да има такви тенденции, ќе продолжат. И да, и предпоставувам и заради покачувањето на цената на становите, сметаат сите дека сега е моментот, нели, да се купи во очекување на нивно зголемување. Во однос на понудата, јас не би рекла дека има недоволна понуда на станови во Македонија, повеќе во контекст на тоа што, нели, како што кажав, повеќе во контекст на обезбедување на некои дополнителни инвестиции или блокирање на слободните средства во недвижност. А иначе цените неминовно се зголемуваат заради тоа што, како што зборувавме, и цените на градежните материјали кои се поврзани повторно со светските движења влијаат за цената на чинење и на градежниците да се зголемува. Така да новите станови дефинитивно веќе имаат и по 20-30% зголемени цени во однос на пред неколку месеци. Јавноста знае често да каже за приватните болници, например, лабораториите, ама и за банките. За нив нема криза. За нив кризата е шанса за поголем профит. Во секоја криза граѓаните осиромашуваат, а банките максимално ги зголемуваат профитите. Од друга страна, државата и експертите во секоја криза најмногу се плашат и внимаваат на стабилноста на банкарскиот сектор. Така беше и во Соединетите американски држави 2007-2008, кога интервенираше државата. Каде е тука вистината? Да, дефинитивно тоа што го кажувате се базира на некоја емпирика, значи тие работи се видени, така да дефинитивно има некоја вистина или е цело вистина. Пред се, стабилноста на банкарскиот сектор е апсолутно неопходен и треба да е стабилен банкарскиот сектор, бидејќи во економијата тоа е многу битен аспект и за стабилноста на економијата, така да особено во услови на нестабилна економија и како е неопходно да постои стабилен банкарски сектор, затоа што замислете ако во нестабилна економија плюс и банкарскиот сектор нестабилен, тоа води кон колапс на системот. Така да меѓутоа стабилноста на банкарскиот сектор за него се грижи и следи Народната банка или централните банки, кои водат сметка нели дали банките ги исполнуваат сите индикатори на капитална адекватност, на ликвидност и така натаму, какви се нивните практики во кредитирањето, дали одговорно кредитираат, дали квалитетот на нивното кредитно портфолио е на високо ниво, односно не креираат нефункционални кредити или големи отписи. Од друга страна, профитот, да, за жал, таа е констатацијата и сме сведоци дека нели и во услови на ковидот практично имаше доста високи профити кои еден дел од индустријата го покажа, фармацевската индустрија, болниците, повторно Македонија тука не е изолирана од генералните трендови. Сега во однос на банките, да, во Македонија интересно апсолутно значајни профити покажаа банките, при тоа ќе не исклучам нас, Прокредит, од таа тенденција, не затоа што банката е непрофитабилна, е профитабилна, меѓутоа е профитабилна на долги стази и е одржлива на долги стази, што значи имаме некој разумен профит кој го очекуваат акционерите. Но не е ситуацијата таква за сите останати банки во Македонија. Значи, банките во Македонија, некои од нив покажаа сериозно големи профити и ќе прашаме нели зошто, од каде доаѓаат тие. Она што е битно да се обзервира, особено во развитието на кредитното портфолио на банките во Македонија, барем последните 10 години, видно е зголемувањето на кредитирањето према физичките лица и нели се додека тоа е во стамбени кредити, ќе кажеме тоа е и такако битно и за економијата и за подобрување на стандардот на населението. Меѓутоа, многу позначително зголемени во државата, од 2012 до 2020 негде обзервирано, се потрошувачките кредити. Кога зборуваме потрошувачки кредити, тоа се
во добар дел ненаменски кредити. Може би има и наменски, меѓутоа и ненаменски. Така да, потрошувачките кредити се оние кои се наедноставни за одобрување на банките, често пати тие се и без обезбедување, до 10.000 до 15.000, често пати се и без намена, а при тоа носат високи каматни стапки. Така да, тој раст кој што негде 1, Што би личи на лихварство? па не би го ценела како лихварство, повеќе би го ставила во паралела на дали навистина постои одговорно кредитирање, односно дали не претеруваме од аспект на изложување на населението со преголеми кредити и кредити со високи каматни стапки кои на крајот на криштата населението ги враќа од плата. Тука ќе кажете, нели, на крај краишта секој за себе си одговара дали ќе земе кредит, никој мене со сила не може да ме натера. Да, може би е така, меѓутоа од друга страна има влијание и тоа што се рекламира, што се нуди на пазарот. Често пати може да видите билборди или изјави каде, не знам, оствари си го сонот, оди на одмор, купи си мотор, купи си голем телевизор. Дали е тоа навистина нешто кое ни го подобрува квалитетот на животот или не задолжува наредни 7 години или 8 да враќаме скап кредит, а квалитетот на животот не ни се подобрил. Така да, тука мислам дека има до некаде злоупотреба на, нели, нормално е човечки да реагираш и да сакаш нешто повеќе од тоа што го имаш, но мислам дека добар дел од големината на профитите во нашиот банкарски сектор во Македонија се должи на тоа. Апсолутно не би имала проблем ако профитите доаѓаат од кредитирање на фирми, на правни лица, заради тоа што наше убедување како банка, тоа е додадената вредност. Тоа ја дига економијата нагоре. Тоа креира нови работни места, тоа додава нов технолошки развој во производството во фирмите, ги прави фирмите поконкурентни за да можат да извезуваат на странски пазари, па тоа подразбира носење на девизи од надвор. Тоа е дефинитивно нешто на кое што банките треба да се насочат. Но тенденцијата на префрлање повеќе кон финансирање на население и потрошувачки кредити е повторно едноставно. Кредитирање на фирми е комплексна работа. Бара многу ангажман од банките, бара многу знаење, бара многу спремен кадар да имате, значи бара големо инвестирање. Од друга страна, фирмите, заради тоа што сепак ова е доста мал пазар, има повеќе банки, фирмите де факто, особено оние добрите, се посакуван клиент за секоја една банка. И тука настанува многу тесна конкуренција, која подразбира спуштање на цените на каматите на многу ниско ниво, и со самото тоа тие стануваат не многу атрактивни од аспект на профитабилност на банките. Така да е нешто која што си е специфика на нашиот пазар или можеби е тенденција дури во светски размери, но да, значи банките свесно треба да се откажат од некакви профити за да можат да се насочат многу повеќе кон правни лица или да не прават неодговорно кредитирање кон населението. Господја Спировска, иако короната стивнува, животот се враќа во нормала. Растот на е-трговијата и на е-трансакциите продолжуваат со уште поголема динамика од пред пандемијата. Според Народната банка, вредноста на онлайн трансакциите во Македонија 2021 година достигнала 437 милиони евра. Имаме годишен раст од над 59%. Со тоа што 95% од трансакциите се направени со домашни платежни картички. Значи, доаѓаме до дигитализацијата. Тоа сигурно е приоритетен аспект и во работењето на Прокредит банка. Па видите, дигитализација е нешто што е глобални тренд и надвор од банкарска индустрија. Во секоја сфера од на живот гледаме дигитализација. Корона го забрза, точно е. А за нас во Прокредит ово е, па ајде да не кажем веќе стара приказна, пошто ние веќе повеќе години сме во процес на комплетна дигитализација на платен промет, како за компании, така и за граѓаните. Преко 99% од сите безготовински трансакции кои прават дал физички лица, дал компании, се преко електронски платформи. Дали електронско банкарство, дали мобилна апликација. Така да тај процес на дигитализација кај нас отпочна доста рано и од аспект на
платежни транзакции е завршен. Сега, дигитализација не застанува тука. Знаете, има голем број на активности помеѓу клиенти и банка, независно од платен промет. Значи, тоа е размена на документација, тоа е отварање на сметка, ажурирање на податоци, поднесување на барање за одреден производ. Тоа е цел сет на услуги кои исто така се за клиенти и за банка радно интензивни, трошат хартија, трошат време. Трошак се и за банка, трошак се и за клиенти. Оно што е наш фокус во момент е да дигитализираме цел тај аспект на работа. Што значи тоа конкретно? Тоа значи да клиенти можат и да отворат сметка за прв пат во банка, онлайн, да можат компании да потпишат договор за кредит онлайн, значи нема доаѓање во банка да се потпише. Понатака да клиенти доставуваат свој финансиски извештај во електронска форма, значи пак нема праќање, нема доаѓање во банка, така да тоа е нешто што нам е во момент во фокус. Пак и во тај сегмент сме пионири во однос на други банки, меѓутоа као тренд е добро и за становништво, и за фирми, и за национална економија. Едноставно, цел тај скоп на операции и комуникација со банка го поевтинува. Вие ако земете најбанален пример, ако сакате да дојдете во банка и да направите трансфер со класичен вирман, хартиени, он е многу поскап во однос на иста трансакција да ја направите онлайн. Така да генерално за економија, као трошковна категорија е добро да што повеќе се оди кон дигитални канали. Ние бевме тука пионири со трансакции, наставljаме сега и со ови, ајде кажем, позадински и останати тип на комуникација. Постпандемијски печаток, не печаток, производ е тоа. Средите американски држави сега, тоа работење дома ги направи граѓаните или поголем дел од работната сила отпорни на одење на работа. И сега на тие огласи едно од главните прашања во Соединените американски држави според тоа што го читав е може ли од дома да работам. Дали вие како банка го имавте тоа како процес од дома работење и дали сега се уште или комплетно се мобилизиравте тука? Може би тоа се насоки на размислување и на... Па да, нешто што веројатно долгорочно све повеќе ќе се бара од страна на вработени е да имат поголема флексибилност и да дел од своето работно време своите работни обврски ги прават од дома. Као тренд повторно гледаме IT индустрија која го наметнува тоа и они дават поголема флексибилност да работник може да извршува такви задачи од дома. Знаете, во банкарско работење, поготово кај нас во ProCredit, тимска работа е нешто што е многу битен аспект. Знаете, наше искуство кога тргна изолација, кога тргнат сите мерки за превенција, нормално да најголем дел од вработени остана дома, ние функциониравме комплетно онлайн преку Teams, различити дигитални платформи. Али веќе гледаме да после неколку месеци луѓе сакат да се вратат, сакат тим, сакат атмосфера, сакат тоа нешто што пак некоја сплотеност со колеги. Не. Така да веќе се вративме во нормален мод на работа, колеги се тука, работат и мислам дека најголем дел и едва чека да се вратат во банка. Во вториот дел од интервјуто со Јованка Јолеска Поповска и Емилија Спировска ќе слушате нешто повеќе и за кој е банкарскиот став или конкретно на менеджментот на ProCredit банка за дигиталните валути, односно криптовалутите. Значи тука имаме биткоин, Солана, така натаму. Неко биткоинот последната недела има еден драстичен, неверојатен пат, некои информации влијаеле на тоа, од 43-4-5 хиljadi долари, сега мислам дека некаде цената на биткоинот е околу 27.000 долари со тенденција на понатамошен пат. За тоа ќе слушнете како е можно да имаме 7 милиарди евра во депозити во нашите банки, од кои 5 милиарди се на граѓаните, 2 милиарди на фирмите. Зошто тие пари не се искористат
за инвестициски аквизиции, за акции, купување, обврзници и така натаму, за да се разигра пазарот, да се стимулира, мотивира економскиот развој. Дали се плашат нашите бизнисмени и банкарите и граѓаните немаат доверба во стабилноста во државата и во регионот. И на крајот, во овој дел од интервјуто ќе слушнете за тоа колку банките внимаваат на животната средина, колку се општествено и социјално одговорни. Например, дали некоја фирма, ако има проект за кој што бара кредит, тој проект е штетен за животната средина, и ако таа фирма има вработени кои што не се задоволни, не се добро третирани, не добиваат редовно плата, немаат добри услови за работа, дали тој кредит, банката кредит ќе го даде без разлика на таквата состојба. Јованка Јолеска-Поповска и Емилија Спировска, Прокредит банка, во вториот дел од интервјуто. Стадион. Емисија за вашата вистина. Господи Јолеска-Поповска, кој е вашиот став и мислење за еден феномен кој е можете актуелен, динамичен и популарен, особено кај помладата популација, криптовалутите? Што мислите, банките ќе си останат на страна од овие појави, потенцирајќи ги како нестабилни, несигурни, нецентрализирани, преслободни, па дури хаотични за државата и за банкарската логика, или преку нормирање, преку регулатива ќе се приклучат многу скоро и ќе го освојат и овој сегмент? Можам да ви кажам што е нашето мислење визави криптовалутите, нели? Не знам кои ќе бидат тенденциите во глобалниот банкарски сектор, но како ние гледаме на криптовалутите? Криптовалутата е, да, како што кажавте, нешто што е доста атрактивно и привлечно заради тоа што носи големи приноси на инвестираните пари. Меѓутоа, од друга страна, не постои регулиран пазар каде вие може да го следите и да знаете какво ќе биде движењето на цената на криптовалутата, односно, поточно кажано, во наш жаргон, тоа е доста шпекулативно средство. Во еден момент може да даде голем принос, во друг момент може и да изгубите. Значи, во банкарската терминологија, доколку средството е поврзано со висок ризик, тоа може да даде или висока добивка или висока загуба. Така да од аспект на неговата природа на дека е шпекулативно средство, за нас дефинитивно е нешто кое што ние нити може да го предвидиме, нити може да знаеме какви импликации би имало на тој што го инвестира. Најверојатно е интересно за оние што имаат вишок пари или што се инвеститори кои се доста богати, така да тие вообично прават диверсификација на нивните портфолија, инвестираат во повеќе типови на средства, повеќе типови на инструменти. За нив криптовалутата може да е еден од тие лукративни инструменти кои може да им донесат повисок профит. Но велиме за инвеститори со големи средства, така да и да изгубат, нема да се почувствува. Сега опасното е што тоа привлекува и едноставни, обични луѓе, кои не се секој пат толку добро информирани, нити пак имаат диверсификација на средства. Дури има и таа една јагма каде, нели, се купуваат сервери за да се копаат криптовалути, се смета за доста за доста, нели, брз бизнис кој може брзо да ви даде богатење. Сега, брзо богатење може да даде и коцката, така да ако го ставиме у таа паралела, значи и во коцката може да се збогатите брзо, но и во криптото, ама и друго може да ви се случи и во едното и во другото. Така да, од наша страна, апсолутно не би го препорачале за обични луѓе кои имаат единствена заштеда да сите пари ги инвестираат во тоа нешто, бидејќи не можат да предвидат, нити па знаат, нити имаат доволно информации каков ќе биде повратот, ако воопшто има. Друга една нота која ние од аспект на банката ја сметаме исто за апсолутно неприфатливо ние да поддржиме такви бизниси, практично дури ако некој од нашите клиенти посака да инвестира во криптовалута, ние дури може да прекинеме соработка со нив. Значи го ставаме на нашата листа на exclusion листа, или тоа е листа за неработење со клиенти. Практично не финансираме такви клиенти. Зошто? Заради тоа што
како одговорна банка повторно и особено банка која се грижи и за нашето влијание врз околината, врз на екологијата, на тоа како се однесуваат нашите клиенти со заштита на енергија, со енергетска ефикасност и со заштита на околината, сметаме дека криптовалутите и текако негативно влијаат на обкружувањето наше, од причина што тие сервери кои се ангажираат за копање на криптовалути трошат огромни количини на електрична енергија. Па сега ставете го тоа во контекст на нашата ситуација, каде ние нити имаме доволно електрична енергија, доминантно сме увозно зависни, трошиме големи пари од буџетот за да увезуваме електрична енергија и одеднаш имате голем број на копачи кои трошат сериозни количини на електрична енергија во нешто кое може да е лична нивна придобивка, а може да и не е. Државата нема никаква корист од тоа. Наместо тоа е многу попаметно да таа електрична енергија повторно биде употребена за производствените погони на предпријатијата кои ќе додадат вредност и за економијата ќе има многу повеќе кратен и позитивен ефект. Така да и од тој аспект за нас е не почитувано. Они се снаодливи, они се прилагодливи. Сега веќе не се модерни тие копање мајнинг со компјутери, сега има некои хелиумски антени кои што не трошат струја. И они се движат напред. Можно ли вас да земат кредити за да купуваат биткоин? Не. Или Солана, или криптовалути? Не. А потрошувачките што ќе Не, па точно затоа, да, треба и кај потрошувачките треба да знаете намената зашто е, зашто ќе се употреба. Има ненаменски, рековте, да. Па да, затоа некои од банките ако ги одобруваат ненаменски може да се употребат, може и за коцка да се употребат ако се ненаменски, така. Така да затоа е многу битно да се знае што е намената на кредитот, а банката може да ја контролира намената. Ако се каже дека е за купување на нешто, парите се префрлаат директно кон продавачот. Се додека ги давате парите во кеш на рака на луѓето или на сметка слободно да располагаат, можат што сакаат. Зашто сакаат да ги употребат? Ајде прашам нешто и да се стабилно работат банките, напротив, уште повеќе печелат за време на овие кризни години, короната, енергијата, сега војната. И на вас ви се зголемени трошоците на работа. Да. Електрични или не трошите, вие сте Да, трошиме. енергетски ефикасни. Кажете нешто за тоа, колку кризата, овој енергетски удар, кој што не верувам дека и експертите кажуваат дека нема во догледно време така лесно да се амортизира, цените нема да паднат, ќе паднат на некој ниво, но тоа ниво ќе биде доста повисоко во однос на претходните $40, 50 за мегават електрична енергија, односно струја. Какво е вашето портфолио во таа насока? Тука задолжително сакам да ми кажете нешто како одговор на обичните граѓани. Тоа и вашата колешка Емилија, исто нека биде прашање за неа, зошто провизиите на банките за банкарски транзакции толку многу порасна во изминатите 4-5 години? Да, дефинитивно трошоците како што зборувавме, не може банките да се имуни од нерастење на трошоците, дали се тие за електрична енергија, дали се за плати, значи најголем дел практично тоа се трошоците кај банките. Добро, велат дека ви без тоа сте имале високи плати, не сте имале проблем со минималната плата, со тие потписува. Да. Ама мора да ги изравните после, или? Да. Видете, пазарот на труд е променет. Не се водиме ние по минималните плати, барем банкарскиот сектор и други индустрии. Се водиме по пазарот на труд, кој што станува исто така конкурентен. Сведоци сме исто така на фактот дека, за жал, помладото население има преференции да си оди надвор од државата. Така да, ние немаме нов наплив на нова работна сила во рамките... Сега да кажете, во банкарскиот сектор има недостиг на работна сила? Апсолутно. Особено... Не сте атрактивни вие за... Не сме. Она што е најатрактивно, тоа се нови тенденции сега. Добар дел од работната сила оди во IT секторот. Значи, IT секторот е сега најпропулзивен, со оглед на тоа што овдека на овие пазари, посебно на Балканите, значи, IT секторот се развива и расте, заради тоа што наоѓаат квалитетен кадар, кој што го плаќаат поскапо можеби од банките и од другите индустрии, но се уште поевтин од она што може да го најдат во Западна Европа и во Америка, а при тоа нели работат за тие пазари. Така да
користат предноста на, нели, така да затоа има и притисок на пазарот на труд. Што значи и нас, и за нас, и за банките станува, нели, предизвик како да најдеме добра работна сила. Од друга страна, барем ние во Прокредит, кадарот си го правиме самостојно. Значи, многу интензивно ги обучуваме луѓето. Вие не можете да земете човек од факултет и тој одма да го ставиме и да работи нешто во банката, напротив. Соработувате со факултетите? Соработуваме со факултетите, меѓутоа тие мора да поминат низ екстензивна програма за обука и тоа исто така, при тоа не се продуктивни во банката. Значи, ги плаќаме, а не придонесуваат. Така да, трошоците растат на банкарскиот сектор. Сега, од друга страна, зошто велите растат трошоците за провизии? Во услови на континуирано паѓање на каматните стапки, а тоа е факт и може да се види. Да, секој пат банките ќе изнајдат модус да надоместат дел од падот на каматните стапки во делот на провизиите. Зборуваме генерално. Меѓутоа, повторно, и тука има еден друг момент, самата дигитализација на банкарскиот сектор. Значи, короната ги интензивираше дигитализациите како процес, подразбираат големи инвестиции од страна на банкарскиот сектор. Што значи да се дигитализирате, да направите платформи кои се безбедни, сигурни, чинат многу пари. Впрочем, затоа испомнавме... Тоа е во насока во корист на граѓаните, односно на нашите клиенти, затоа што така се исклучуваат провизиите. Да. Во еден момент ќе инвестираат и понатаму, кога тие мрежи ќе бидат поставени, кога дигитализацијата ќе биде спроведена во државата, би требало понатаму тоа да е поевтина инфраструктура која колку повеќе клиенти собира, толку ќе е поевтино за клиентите. Но моментално банките инвестираат во тоа. Бизнисмените од Стопанската комора, например, самите забележуваат дека многу пари се чуваат неефективни и пасивни во банките. Споменуваат сума некаде околу 7 милиарди евра, од кои 5 биле на граѓаните, 2 милиарди на фирмите. На што се должи тоа? Недостасува храброст на банките за поголем ризик, развојни проекти, инвестиции во добри бизнис планови. Дали поради тоа што најголем дел од структурата на приходите на банките имаат провизии кои прогресивно растат, за разлика од Запад, и не се многу заинтересирани да трошат енергија безпотребно. Поинаку да го поставим прашањето. Има ли добри, креативни, одржливи развојни проекти или бизнисмените се многу малку предприемчиви, најмногу бараат кредити за плати? Која е причината што толку голем капитал лежи пасивен, наместо да биде инвестиран во акции, во нови погони, фабрики, бизнис аквизиции, потвати нови? Нема доверба во системот, во државата се плашат. Се плашат и банките и граѓаните да не им пропаднат парите. Па знаете како, прашање е јако добро и захтева комплексен одговор, бара комплексен одговор. Од аспект на пасивност на банкарски сектор, ово што го спомнувате кроз цифри за вкупни депозити, знаете, тие преко 7 милиарди во депозити се со веќе преко 6 милиарди инвестирани во кредити. Тоа е, ако го релативизираме, за да може да споредиме со некои други банкарски системи или други земји, е во рамки на регион, па и пошироко Европа. Да ви дадем пример. Значи, ово кај нас значи да секој пласирано евро во кредит имате 1,2 евра во депозити. Значи, некој сооднос од 120%. Србија е на ист процент. Ако погледаме југоисточна Европа, а земји кои се членки на Европска унија, они се дури и поликвидни као банкарски системи. Значи, таму ова истрацио е 145-146. Така да малце демистифицираме, не е банкарски сектор во Македонија пасивен. Сега, ако навлеземе малце подлабоко во структура, оно што може да биде поинакво е тај некој сооднос помеѓу потрошувачко кредитирање и кредитирање на компании. Треба да се зголеми учество на кредитирање на компании. Тука може и треба и мора да е подобро, ако сакаме да видиме економија да оди поинтензивно напред. Тоа е од аспект на банки и банкарски сектор. Сега, нормално, секоја банка дефинира свој некој прифатлив профил на ризик, меѓутоа, за жал, секогаш кредитирање на становништво, пошто е многу диверзифицирано,
je со помал ризик, а поголема маргина. Ко што веќе кажавме, знаете, да кредитирате компании. Помала е маргина, поголем ризик и поголема експертиза. И напор повеќе треба да ги следите, Да. треба да Така да- ангажирате анализи. Тука некој можда поинаков сооднос помеѓу становништво и компании би можел да помогне на македонска економија повеќе. Ако одиме сега од аспект на држава, институции, тука исто лежи дел од проблем. Знаете, кога зборите со компании, знаете што највише ги загрижува и што гледат као најголем проблем? Корупција, нестабилност и несигурност во правен систем во држава, предвидливост на законска регулатива, Никак. да не збориме за цел други економски аспект, поддршка на приватни компании, домашни компании, да се субвенционират ситни земјоделци за трактор, меѓутоа ние тука збориме за поддршка и потреба да се поддржат ноу-хау купување, одлазак на сајам на наши компании надвор од земја. Тука треба поддршка од држава, да се плати, то не е ефтино. Промоција. Промоција, маркетинг, капитални инвестиции, дал кроз гарантни шеми за банки, дал кроз субвенционирање. Значи, постои еден сет мерки кои може да потикнат поинтензивен развој на компании во Македонија. И на крај последен елемент, не помалце битан, е секако предприемништво. Постојат добри предприемачи во Македонија. Тоа е талент или се учи тоа? Тоа е и талент. Знаете, тоа можда не е талент, можда талент не е прав збор, али едноставно некој менталитет, спремност, дури и некој спремност да се преземе поголем ризик, да се носи, да се намириса прав момент, права прилика и да се зграбчи. Со тоа човек мислим да се раѓа. Тоа после можете вие да го доградувате, да го правите по профинет, али тоа е нешто што сепак е во ДНК. Не може секој да биде добар предприемач. Влие менталитетот од социјализмот да си најдам државно и да средината си го прави свое. Средината си го прави и тоа, меѓутоа пак не сметрам да е тоа нешто што е крупан проблем. Предприемачи постојат, ги има, веќе имат и добри резултати. Ние сме сведоци на компании кои... Искуството од вашите фирми што ги Апсолутно, креативат, знаете, што ги поддржуваат. компании кои пред 20 години почна можда со 1000 марки во джеп, позајмија уште Што ги следите? 10.000, да, што ги следиме и сега имат компании кои вредат повеќе милиони евра. Има позитивни примери. Апсолутно има Извонредни. позитивни примери. Има апсолутно позитивни примери. Дал се доволно за да Македонија има некој посилен раст? Не се. Треба повеќе такви примери. Меѓутоа, ја пак не можам да кажем да нема доволно предприемништво во Македонија. Македонска Предприемнички дух економија има, значи. да, има, али да го вие комплетно искористите и максимално искористите. Македонија е мал пазар. Значи, вие ако сакате да влезете во сериозен бизнис, сериозна капитална инвестиција, мора да рачунате на економија на обим. Output. То мора да е надвор, мора извоз. За да сте за да можете да извезете, вие морате да имате конкурентен производ. За да имате конкурентен производ, вама пак треба инвестирање во сите овие елементи што ги спомнав, негде сама држава може да помогне. Маркетинг, промоција, нетворкинг, образование, ноу-хау. Значи, тоа е, знаете, повеќе елементи се. И они сите морат да функционират синхронизовано за да тоа стварно даде резултат какви сите сакали. Така да нити е само до банки, нити е само до држави и нејзини институции, нити е само до бизниси и предприемачи. Животната средина. Сега гледам, следам дали Народна банка прави анкети, гледам како тренда е тоа. Екологијата, банките се вложуваат, се фокусираат. Ова како фокус кај вас е присутно подолго време. Обштествена и социјална одговорност, да се поважни од профитот, ако е тоа можно во капитализам. Тоа се наметнува екологијата, обштествената, социјалната одговорност, поважни од профитот, како мото на Прокредит банка. Дали тоа значи дека ако
вашата проценка и анализа покажува одредено штетно влијание на одредени проекти врз животната средина. Ако условите во кои работат работниците и нивното вреднување во одредена компанија се лоши, Прокредит банка нема да кредитира и финансски да подржи такви бизнеси, такви фирми, без разлика на економската исплатливост и на профитабилност. Колку и да звучи така, нелогички, Да, колко god da непазарно, zvuči, социјалистички, kako god da komunistički. zvuči čudno, taka je. Znači, postojat odredeni crveni liniji koje nema da gi pomineme koliko god da je biznis delka lukrativna, za nas bitna, da sačuvаме, нели, и соработка со клиент, постојат ситуации во кои ние апсолутно категорички кажуваме не. Пример je, dok klijent dojde sad da investira da gradi zgrada vo Mavrovo, iako ima građevinska dozvola, nije i da ima. Znači, zakonski sve je čisto, dozvolivo. Nema to da go finansiramo, zato što Mavrovo je zaštitan park. Znači, je zona vo koja ne smatramo da treba da se gradi. Tuže za diskriminaciju. Ne, to ne je diskriminacija, to je naše pravo da kažeme ne. I kamo sreća da svi banke razmisluvat na ovaj način i da diskriminirat ovakav tip na investicije. Naše Mavrovo je beše svega čisto. Tako da to se nekoj, ajde da kažem, situacije ekstremni gdje nije kategorički kažuvame ne. Ono što je možda ušte, ili bar jednako bitno je i nekoj konstruktivan način, kada zajedno su klijenti gledame odredeni praktike ili odredeni situacije ili problemi koji može da bidat rizični za životna sredina, da gi rešime. Što znači to konkretno? Znate, ima mnogo biznisi koji vo proces na proizvodstvo kreirat otpad, imat otpadni vodi i to je materija sama za sebe. Mi imame i vo banka i gradime veke su godini timovi, eksperti, znači koji dođete od inženjerski nekoj background, koji odat na teren i vo takav tip na industriji koji može potencijalno da nosat povisok rizik kod životna sredina, su naši eksperti, znači pravime procenki, dajeme predlozi, sugestije na koji način kompanija, nezavisno pak, ke kažem, odnosno ono što je zakonska ramka vo zemlja, može svoja praktika da je podobrat na način da je pomoć štetna za životna sredina. Znači, to je dogovor pomeđu nas i klijenti, nekogaš je formalizirano i su kovenantivo sami te dogovori za kreditiranje, ali znači, svakome da odredeni biznisi gi kreneme na nekoj povisok nivo vo odnos na merki koje implementirati. Kako za životna sredina, ist princip je i zaštita na rabotnički prava ili uslovi vo koji rabotat rabotnici. Tako da to je nekoj proces gdje stvarno smatrame da kad naši klijenti nosime nekoja pozitivna promjena i gi motivirame, gi vlečeme da i oni sami razmisluvat na taj način. Билансите, да ми кажете, како влијаеше кризата на билансите на работењето 2021, кратко, што се случуваше со Прокредит банка и какви се трендовите, тенденциите, судејќи според овој прв квартал? 21 би рекле беше релативно добра, особено имајќи предвид нели повторно дека имаше ефекти од ковид кризата. Она што беше, да речам, добро за нас е тоа што ние имавме еднаков раст и на кредитирањето и на депозитите во двете страни, негде од 9 до 11% или во апсолутен износ од 35 до 40 милиони респективно во двете категории. Зошто велиме беше добро за банката? Затоа што ви кажав, ние сме многу близко до малите и средни предпријатија и банката и во услови на криза ги следи предпријатијата. Што се нивните потреби, како треба да реагира. Значи, не знам, само што изби ковидот, дадовме мораториуми, независно од барањето на државата. Мораториуми, реструктурирања, екстра кредитни линии за ликвидност и така натаму, така да ако добро ги следите фирмите, тие во еден момент си го наоѓаат патот. И покрај тоа што и тие се соочуваат со предизвици, меѓутоа ако банката е партнер на бизнисот, тогаш за двете страни ќе биде win-win, за двете страни ќе биде позитивен развој. Така да верувам со тој начин на пристап кон фирмите, со нашиот начин на
партнерство со фирмите ни дозволи да бидеме релативно стабилни. Немаме толкави профити, нели, апропо профитабилноста, затоа што кај нас структурата на портфолиото во моментот е над 80% се фирми. Значи ние имаме некои 20% селективно одбрани физички лица кои ги кредитираме, воглавном тоа се пак некои од вработените на овие фирми, но немаме масовно кредитирање на физички лица, најмалце па потрошувачки ненаменски, значи тоа нема ни да го имаме. Така да тоа си го зема, си има влијание врз профитабилноста на банката. Што се очекувањата за 22-ра? 22-ра нема да е едноставна година, со оглед на се тоа што го зборувавме до сега. Ке е година со многу предизвици, затоа што повторно фирмите мора да се адаптираат и да го најдат својот пат. Не знам, извезувале во Русија, можат, не можат да извезуваат. Увезувале од Украина, не можат. Нема доволно роба и така натаму. Енергенсите се покачени. Апсолутно многу предизвици. Меѓутоа, она што ние еве во нашата историја од скоро 20 на години постоење на пазарот и притоа континуирано работење со малите и средни предпријатија, ако нешто сме го забележали и сме го потврдиле емпириски е фирмите ќе го најдат својот пат. Значи, со добар предприемач на врвот, со добра финансиска структура, со добра банка поддржувач и со добра идеја и стратегија, можат да се извлечат од вакви ситуации. Можда нема да се во истиот момент еднакво профитабилни како кога биле во добри времиња и да имаат еднакво голема ликвидност, но не значи дека ќе пропаднат. Но мора да размислуваат на алтернативи и мора да се обидуваат да најдат нови резолуции. Едно еве нешто конкретно, за да не звучи преабстрактно. Покачувањето на енергенсите беше нешто кое беше очекувано. Ние работевме во услови на релативно ниска цена на електрична енергија, дури во Македонија, дури во светски размери. Од пред 2-3 години Прокредит почна да промовира финансирање на фотоволтаични централи на крововите на индустријските објекти. Пред 2-3 години кога го започнавме бевме пионер. Фирмите пола не разбираат, пола не разбираат што зборуваме. Но откако се случи ова покачување на електричната енергија, значи стотици интересенти од фирми има кои сакаат и веќе имаат направено проекти на инвестирани фотоволтаични централи на крововите, кои од една страна им задоволува потребите за електрична енергија за нивните производни процеси и друго можат дури да продаваат. На тој начин тие влијаат на намалување на цената на електричната енергија и на импутот како трошок на нивното производство. Така да би рекла, тоа е еден начин каде фирмите со нивната инвентивност и при тоа паралелно да имаат банка која е добро обучена и спремена за тука да им помогне и да направи пресметка и да ги финансира, може да има позитивен ефект на изнаоѓање на патот како да излеземе од оваа моментална криза. Може би инвестирањето во земјоделието, во производството на храна ќе биде максимизирано во наредниот период како рефлексија на проблемите со производството и со снабдувањето со храна поради војната во Украина. Дали се чувствува кај вас интерес кај компаниите, кај фирмите со кои што работите за инвестирање токму, што е поврзано пак со зелената... Да. Земјоделието е нешто за кое што за жал самата наша држава македонска никој пат немала соодветна стратегија. Многу од и земјоделието сме го следеле еве со години. Земјоделието е дел исто од малите и средни предпријатија. Ние сме ги поддржувале од најмали земјоделци кон поголеми. Имате такви клиенти? Имаме клиенти. Меѓутоа интересно е што во еден момент државата имаше многу популистичка политика на давање на субвенции на према многу малите ситни индивидуални земјоделци, а при тоа без да помогнат во едуцирање и во дигање на некои критериуми и квалитети кои што се развиваат во земјоделието. Значи ние останавме поларизирани. Во една страна индивидуални земјоделци кои имаат традиционално земјоделие, кое е непродуктивно, непредвидливо, неефикасно, а од друга страна увезуваме голема количина на храна, а при тоа стратегија на државата би било не само субвенционирање, меѓутоа за таа субвенција ти како земјоделец треба да унапредиш или некоја технологија или да зголемиш принос, такво барање немаш. На крајот тие пари завршува во градење куќа или правење свадба. Тоа на долги стази нема да ни даде добар развој. Некои пионерски
движења што ги забележуваме, добро прашавте, кај фирмите, некои од фирмите кои се занимаваат се во друга индустрија, се во друг тип на бизнис, го гледаат како алтернативен паралелен бизнис. Ако такви предприемачи влезат во организирано земјоделие, има шанси. Меѓутоа, нели, тука патот е малце подолг. Без поддршка, без некој план на организиран пристап кон земјоделието како гранка која е неопходна за државата, од страна на државата, тие ќе бидат многу бавни чекори на развој. А е дефинитивно нешто на кое треба да се подпре од оваа држава. Благодарам за разговорот. Ова беше интервјуто со Јованка Јолевска-Поповска, председател на надзорниот одбор на Прокредит банка, и Емилија Спировска, член на управниот одбор на Прокредит банка. И пожелавам многу среќа. Драги слушатели, пријатно и до слушање. Благодарам. До наредната сабота.